Почитувани добровечери, добре дојдовте во ова најново издание на Лица за денес 31 декември. На само неколку часа пред истекот на оваа 2018 година, чести задоволство ќе ми биде нагости да го имам премиерот на Република Македонија, Зоран Заев. Добро вечер за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Драго ми е што во еден ваков термин можеме да зборуваме. Секако користам приликата да ги поздравам сите гледачи. Така, ќе го правиме тоа неколку пати во текот на емисијата. Таков е денот, рековме неколку часа неделат од новата година и веројатно е убав термин и убаво време да ги резимираме нештата кои што се случиле во 2018-та, а и секако нештата кои ги посакуваме или очекуваме во 2019-та. Ова интервју, иако самата емисија од таков вид, нема да зборуваме многу за политика. Некои круцијални теми можеби ќе ги споменеме за да не бидат прескокнати со оглед на тоа што се актуелни, ја скокоткаат и ја вознемируваат или радуваат јавноста. Но најмногу ќе зборуваме за тоа кој е Зоран Заев приватно. Не сме имале прилика тоа до сега да го правиме и го користиме овој термин и оваа прилика. Согласни сме со тоа. Ќе ми биде драго. Така е. Ќе оставиме тогаш политиката за малку подоцна. А сега ќе почнеме со тоа кој е Заев приватно. Ако се овие празници, можеби најубавите во годината, Заев, детството, младоста и нова година. Добро, прво за мене сметам дека сум едноставен, обичен човек. Секогаш и на работата и вака во врвот на политиката гледам како на кое времено решение кое што треба со успех да заврши за добробит на сите, на граѓаните најповеќе. Во политиката влегов 96-та година, веќе апсолвентски денови. Секако ме заинтригируваше секогаш она што се случува во Македонија. Тогаш влегов како активист на Социјалдемократскиот сојуз, веќе бев навлезен во работата на семејните фирми. Моето семејство мислеше дека некој деловниот сектор треба да влезе во политиката, за да политиката го види и тој аспект на важноста на живеачката во Македонија и слично. И секако како левичар се пронедов во Социјалдемократскиот сојуз, извршував многу функции. Бев пратеник од 2003 до 2005 до март месец, кога поднесов оставка и станав градоначалник на Струмица. Од 2005 до крајот на 2016 година бев градоначалник на Струмица, а после тоа пратеник 5 месеци, за да 31 мај бидам избран за премиер во владата на Република Македонија. Во мојата политичка партија Социјалдемократски сојуз исто така им извршувано големи функции, од активности во младината, па до член на извршен одбор на партијата, подпредседател од 2006 година, 2008-2009 година бев вршител на должност председател на партијата, па повторно подпредседател на партијата, па избран 2013 година како председател на Социјалдемократскиот сојуз. Животот во политиката го живеам на начин во кој што верувам дека токму преку таа алатка можам да го подобрам животот на сите граѓани, вклучително на моето семејство, на децата, но во склоп на целината, ако Македонија оди напред, тука да гледат иднина, да живеат во Македонија, да си ја сакат земјата. Да, вашата работа е да ги создадете најдобрите услови. Но што е и кој е поточно Зоран во детството? Што е она на кое најчесто или најмногу или најсвежо се сеќавате? Добро, јас имам другари, 18 вкупно. До ден денеска сите се држиме како другари, користиме празниците да поминеме дел заедно, обично на 1 мај, некогаш на Нова година, некогаш така од немајкаде во текот на летото ќе се подружиме или ќе излеземе на вечера или слично. Бев еден од подобрите ученици во средното училиште, редовно на надпреварите по математика и по физика, ми врвеа природните науки. Одлуката падна буквално кога пред матурата сите носевме одлука кај ќе се запишеме. Тогаш донесов одлука да одам на економија. Завршив на економскиот факултет овде во Скопје. Студентските денови ми се незаборавни. Од Скопје тие се веројатно најубавите денови од младоста. Беше напорно пусто тоа студирање, ама деновите покрај студирањето никогаш нема да ги заборавам. Како ги завршувате студиите во Меѓу првите во генерацијата, во редовен рок? 93-та се запишав, 97-та дипломирав, значи за 4 години. Со тоа што последниот испит го дадов септември 97 година. Меѓу првите луѓе имавше конкуренција кој прв ќе заврши. Од моите другари, факултетски,
дел од Охрид, дел од Велес, дел од Скопје, дел од Крива Паланка, од секаде по Македонија. И секако после завршувањето, веднаш се вратив во приватните фирми, каде што очекував да бидам директор веднаш. Фирмите беа развиени поприлично. Тоа е 97 година. Брат ми и братучедите веќе беа комерцијални директори. Аз со средно училиште, јас со факултет, очекував да бидам, ако не генерален, Дојде најучениот. Ме стави една година да бидам магазинер и утовар и растовар, тука се работеше и се, за да после една година покојниот ми чичко, кој што ми беше како татко, ме повика да ми каже доста е, ајде сега да те унапредиме, фала Богу, конечно тоа ли е чичко, дајте ми нешто да работам за тоа што сум учел. Па ме стави уште 6 месеци да работам во сметководство и дури после тоа добив шанса да бидам комерцијален директор на компаниите, но стекнав драгоцено искуство кое што и како ми се најде понатаму во животот. Се до 2002 година, кога бев кандидат на листа за пратеници, тоа на 14-то место. Победи мојата политичка партија тогаш, јас не станав пратеник, па се испразнија неколку места, па 2004 година, октомври, тогашниот генерален секретар Ѓорги Спасов отиде амбасадорско место во Лондон, па станав јас пратеник. За да години и 3-4 месеци бидам само пратеник и се кандидирам за градоначалник на Струмица. Но во приватниот живот, Струмица е моето родно место, јас до ден денеска живеам таму, сопругата живее таму, децата живеат таму, значи јас сум сопруг на Зорица Заева, имам 2 деца, ќерка и син, тинејџери во возраст, студираат, односно учат во Струмичката гимназија, ќерката веќе се подготвува за студии, па бараме факултети, се носат одлуки во моментот дома. Секој викенд кога можам, значи јас не работам 24/7, недела е за мене. Кога можам и сабота сум дома со семејството, кога не работиме и во сабота. Така да секогаш се враќам во Струмица, тука ми се другарите, тука се трудам да бидам едноставен, многу приземен, да ги слушнам сите разговори, како што и во Скопје знам понекогаш да се прошетам, да поминам со друштво или слично, за да не се одлепиме од реалноста и некој пат власта и политиката можат политичарите да ги тргнат малку понастрана од вистинската реалност, кој што сите како граѓани треба да А кога политичката амбиција ја победува, да речам, ова амбицијата на Заев како економист, човек кој реално можел да остане во семејните бизниси, да ги доразвива, да ги развива заедно со семејството, но кога оваа политичкава амбиција ја победува? Кога дебатата Бизнес, во општеството амбицијата беше таква да мора нешто да се направи преку политиката, за да сите граѓани, но и бизнисите имат своја иднина, тогаш дома на семејни средби обично падна одлука дека јас влегувам во политиката. Некој мора да се инволвира, да влезе во политика. Да, а јас бев така прополитички профилиран од семејството. Ние сме пошироко семејство, живееме во поширока заедница генерално. Татко ми има уште 3 браќа, двајца се веќе покојни, сега со братучедите, секој распореден кој каде води дел од компаниите. Тогаш донесов одлука да се влезе во политиката. Паралелно, кога бев и градоначалник, има време и за фирмите да помагам, посебно по крупните одлуки. Сега сум далеко од фирмите, немам време воопшто за фирмите. Можеби за празник кога ќе се собереме, па се дебатира, па се носат некои одлуки, пред се околу инвестиции нови, што би се случило околу фирмите или големи прашања проблематични некои да се решат. Но тогаш сватив дека со моите економски искуства и практични на делот на образованието и како може да се покажат убави општествени резултати. Јас верувам дека низ економскиот перформанс на општина Струмица станав и видлив за Македонија. Струмица е една од 80 општини во државата, би рекол 14-та по големина, тогаш така беше рангирана по последниот попис, ама стана видлив на некој начин, буквално заради менеджментот со севкупните ресурси. До ден денеска за мене Струмица е една од најразвиените општини, најубавите општини во Македонија. Секако имаме многу други убави општини, но верувам дека ваквото економско менаџирање ме позиционираше и повисоко во политиката. Ова го кажувам од аспект заради тоа што сега после овие крупни прашања кои што ги решаваме политички, доаѓа убав економски мегдан, па да покажеме перформанс колку не бива или не бива, тоа ќе не ценат граѓаните, но верувам дека и tekako многу заедно со економскиот тим на владата можеме да донесеме економски прогрес во Република Македонија,
ама таков кој што ќе го почувствуваат вистински граѓаните. Да, тоа се едни од последните нели најави или да ги наречам ветувања за тоа дека 2019 ќе донесе голем економски просперитет, па ќе ви замерат поради тоа што многу повеќе сте фокусиран на името, на евроинтеграција, НАТО, економијата стагнира и затоа на тој економски можен прогрес гледаат сега луѓето со резерва. Тука само ќе додадам, како економист, како упатен човек, долги години сум во политиката, сватив дека Македонија може да продолжи да каска во место се додека не ги реши билатералните отворени прашања, оти тие беа кочницата за нашата интеграција и во НАТО и во ЕУ. На крајот на денот НАТО и ЕУ да носат стабилност, мир, сигурност и слично, носат економија, носат инвестиции домашни и странски. И верувам дека таа дебата што имаме во политиката и политичките кругови, дали со претседателски избори да се оди на парламентарни или не, мојот заклучок, јас го споделувам со јавноста, е дека сега кога треба да ги собереме ловориките од крупните одлуки, сериозни, чувствителни кои се донесени во Македонија и ќе го донесат овој економски бран на охрабрување од нас само, и тоа е исклучиво од нас дома, ќе зависи економските перформанси, аспекти или успеси кои што ќе ги покажеме. Јас верувам дека ќе покажеме. Веќе вториот и третиот квартал покажуваат 3,1% раст, 3% раст. Верувам четвртиот квартал, кој што некаде у февруари ќе биде објавен, ќе биде уште поголем. Првиот квартал за 2019 очекувам веќе 4% раст. Конечна цел ни е 2005 година да постигнеме 5% раст. Само над 4% раст, јас верувам дека граѓаните ќе почувствуваат вистински, кое што тоа нешто ќе има импакт врз висината на платите, врз севкупниот квалитет на живот на граѓаните и затоа се надевам дека треба да се посветиме на еден цел мандат, да одработиме јуначки со се што знаеме, па после нека не ценат граѓаните. Ако сме добри, ќе не наградуваат. Ако не, ќе дојде како вика Цацко друго дете. Така, односно некој подобар. Имате уште време да покажете. Да се вратам малку на тоа што се семени бизниси, со оглед на тоа што еве така и ги нарекуваме семени бизниси. Вие сте и со братот и со браточедите заедно во тоа што е бизнис. Моето прашање е, постојат многу семени бизниси, но постојат и бизниси кои што се распаѓаат и токму поради семените врски. Како успевате тие релации и таа врска да остане така цврста и вие сите да седите рамноправно на маса и да функционирате толку години без проблем? Веројатно бесата или ветувањето што си го имаме дадено меѓу нас, дека семејството ќе го држиме без разлика на пари, капитал, фирми или слично, семејството да се додржи. А вие сте можеби едни од ретките од кои можеме да видиме семена фотографија која е на вистина со многу луѓе на неа. Нели и браќа и татко ми со тројцата браќа, дел имат, сите имат чичковците мои татко ми по 2 деца, но еве сега братучедите имат по 3 деца, некој од нив најмалку по 2 деца имаме и така натаму. Тука никој никого не изневерил, ниту доверба, ниту... За сега не и се надевам никогаш не, заради тоа што секако сме имали тешки моменти. Ние имаме бизниси кои што се затворени. Давајќи одобренија за градби на нови маркети во Струмица, зови промет, маркетот, конкуренцијата го потисна и го затворивме. Отиде во ликвидација, си плативме долговите и се ликвидираше, но има многу успешни фирми кои што од Гринфилд тргнаа буквално од зелена полјана. Тргнаа како што е Мамасо, тоа е еден од најпознатите брендови македонски, тоа е дел од семејните бизниси. Оранжериите во Валандово се најголемите и слично. Секој е распореден со своја одговорност. И меѓу нас има различни. Имаме браточеди кои што сакат малку да прошетат повеќе по концерти на секаде. Има некои кои што се задоени во работата, па немат време за семејството. Никој никому не замерува што е повеќе или помалку присутен. Некаде ќе загуби некој, па другиот ќе даде од кај себе. Оти тоа е на крајот на денот капитал. Парите имат вредност ако работат. Ако дават плата, ако плаќаат даноци и се реинвестират како пари. Сме си дали едно ветување дома да има толку колку што треба да има, оти повеќето пари може да направи проблем кон девијантни појави на нас, на децата наши или слично. Живееме скромен живот, мислам дека... А кој е мозокот на сите бизниси? Секој во свој дел. Секој во свој дел. Секој во свој дел. Јас имам од сите братучеди еден поголем, Бобан се вика, он е директор на Мамас. Секако најголемиот се најмногу почитува, па после сум јас, па така по редослед. Кога седиме обично за деловните активности на семејните компании, жените се малку понастрана, не мора да знаат се. Иако дел од нив се и менаџери, управуваат, знаат, управуваат текстилната компанија.
или слично супругата во сметководството работи и така натаму, братучетка ми Катерина е во шедилницата. Секој си има своји задолженија, но кога се носат крупните одлуки, не мора да знаат се и не се замарат да знаат се. Така да некој пат да не се јави, не знам, суета, одредено завис или слично, така да чуваме тоа од прилика. Так. Да Како го Заев додржиме носи семејство. тешки одлуки? Сам со себе, Не, со знам да најблиските консултирам, соработници? знам да прашувам, се сметам можеби за повеќе храбар отколку за најпаметен. Не. Јас сум просечен, едноставен човек, веројатно поучен од минатото, сум исправен пред мандат во кој што беа созреани процесите за храбри одлуки. Сите одлуки кои што ги донесовме на транспарентен начин се носеа. Разговаравме со сите, информиравме за детали, консултирав доста експерти и професионалци, тимот околу мене или слично. Во политиката така беше и додека бев во фирмите. Така беше и кога бев во општината. Затоа што секоја одлука мора да ја проверите. За да се постигне одреден договор за било што, мора да се ставите на столчето и на другата страна. За да видите како тоа изгледа од другата страна, ако сакате вистински да постигнете некое решение. И во Македонија се постигнаа многу решенија во целиот овој период. Се донесоа доста храбри одлуки и во делот на законот за јазиците заради нашето мултикултурно општество кое што го имаме, и во делот на договорот со Бугарија, договорот со Грција, сите овие реформи кои што се со Европската унија се преговарат, се разговарат, се имплементират и слично, и верувам дека целото тоа носи апсолутно и само апсолутно бенефит за Македонија, перспективи, економски раст, економски развој, повеќе пари кај сите семејства, но одлуките секако ги носев Немате како и досега. донесена тврдоглава одлука во смисла да сте сам во тоа што сте го одлучиле? Многу луѓе ми замераат заради тоа што знам да повлечам одлуки. Под делот на критичката јавност, многу одлуки сме променили како влада и јас лично како премиер. 2 чекори назад и готово. Нема што, гледате дека овде јавноста не се согласува со тоа и знаете да ја промените одлуката. Една од денешните најголеми критики кои што ги трпам е заради моите ставови околу Преспанскиот договор и неговата имплементација и суштината до каде доаѓа, но заради тоа што знам дека договорот требаше да се донесе, дека договорот има само иднина ако е комплетен и целосен, секако го направив чекорот, секој пат апсолутно ставејќи дури мојата кариера политичка или политичкиот рейтинг, но кога верувате дека тоа е добро за државата, верувам дека заврши времето кога политичари калкулираа пред се за својот рейтинг, за рейтингот на својата партија, а државата ја ставија така како второстепена, помалку важна. Овие одлуки кои што ги донесовме, можеби ќе не чинат политички кариери, не знам, тоа времето ќе го покаже, но исклучително знам дека ќе бидат за добро на Македонија Да, и дека бенефит ќе видат граѓаните сите. Таква одлука или таков потек беше објавувањето на бомбите. И сепак е процес кој што и вам лично ви ја промени политичката кариера и местото во политиката генерално. Значи, ако тоа беше настан кој што ве вивна, сега може да се каже дека следува период во кој што еве се носат одлуки кои што не се баш и позитивно прифатени, меѓутоа тоа е работа на премиерот, на владата, на крајот од краиштата. Затоа малку подоцна, но кога сме веќе, кога ги споменавме бомбите, бевме кај тешките одлуки. Тоа и понатаму може да скокотка за тоа како одлучувате да ги објавите и кој е можеби првиот кој што е до вас и знае дека имате дилема. Добро, значи првиот мој консултант е денешниот советник за национална безбедност на Република Македонија, тоа е професорот Верушевски, човек кој што многу си ја сака татковината и во сите негови совети, помагајќи го целиот овој процес, првите совети беа разговарај со тогашниот премиер Груевски. И разговарав 4 пати, се видувавме, се обидувавме да го изменеджираме процесот, се додека господинот Груевски не одлучи да тргне да апси, да го зема пасошот мој и да се заканува со сите други алатки. Самиот процес, веројатно го очекувавме. Ние чекавме веројатно и двајцата да не апси, па беше подготвен трет кој да објавува бомби, па четврт и слично. Се знаеше пристапноста до материјалите, но самиот процес сам по себе е сензитивен од два аспекти. Прво, да мора психолошки да се издржи тој дел кој што треба да го
восприемате кај себе, а да не го споделите никогаш и веројатно и додека сте живи. Заради тоа што секој разговор, дури кој е службен, има приватност внатре. Таму има многу, 1.050.000 разговори беа, сите текстуалните и аудио разговорите. Веројатно и не ги изслушав сите. Правев селекција на тоа како да се издвојат разговори кои што допираат само до политичкиот аспект, за да нема задирање во приватноста, да не повредиме некој детенце на некој родител или слично. И така беше, а процесот почна од објавување на разговор помеѓу мене и мојата ќерка, за да нема дилема дека заев е слушан. И во така го избрав еден разговор за да да не предизвика одредени трауми кај ќерката моја, тогаш беше 8-9 годинки, кога е тоа направено како разговор. Но во секој случај, верувам дека додржав многу професионално и сериозно. Беа објавени 38 пакета на бомби, која што ја клекнаа власта на колена, да мора да преговара. Согласно тоа се дојде до Пржинскиот договор и слично. Во такви едни околности бевме целосно внимателни целиот овој процес, за да на крајот сите тие материјали ги предадеме на ново оформената институција специјално јавно обвинителство, која што после тоа отвори истраги, обвинителни акти и слично. И тоа е многу важно заради тоа што ова девијантна појава која што се случувала, да преку 20.000 граѓани се слушат во Македонија со преку 1 милион разговори кои што се нелегално остварени, а веројатно има и повеќе, од ние само до тој дел допревме и беа доставени до кај нас, само по себе покажуваат дека мора да се има одговорност и во самото управување на целиот овој процес, за да може Македонија да осознае се што се случувало громорозно во државата во целиот овој период, а при тоа да не се злоупотреби за Дали е тоа приватни период работи. од вашиот живот кога може би животот ви бил најмногу во опасност? Животот и граѓаните видоа дури на телевизија колку беше доведен до опасност. Во целиот овој период јас не зборувам јавно ни се што се помина, додека најавував дека имам бомби и од кога почнаа да се објавуваат политичките бомби, така наречени. И тоа ќе го сочувам за мене, за да не ширам некој страф или трауми или било што. Жално е што кулминацијата на политичката поделеност се случи во парламентот, каде што граѓаните беа изложени да гледат крво и непријателство, насилство и слично. И целиот овој процес се надевам ќе заврши со целосно помирување. Оти ние само сме на почетокот на помирувањето, кое што мора да допре до младите, до локалните самоуправи, до семејството, до комшилуците. Секате докаде што до беше секаде. раздорот, сега треба да се врати. Треба да се врати во нормала. Ние сме мала земја. Толку сме малку што роднини фаќаме. Има маж и жена политички различно определени. Брат со брат не се сакат заради пуста политика. Не ни треба. Треба да вратиме времето кога глумците, пеачите ќе бидат нашите идоли, спортистите за кои што ќе се радуваме. Не е здраво секое дете да го знае Заев или друг политичар во државата. Тоа колку и да импонира, децата не знаат да прават лице, не ни треба, не е здраво за Македонија. Во многу земји луѓето не знаат кој им е претседател, градоначалник, премиер и не треба. Колку им е убаво. И тоа е многу убаво. Се надевам дека тоа време ќе го доживееме. Пошто ќе паметите годинава? Годината и за Македонија и за мене како претседател на владата сигурно ќе остане запаметена до крајот на мојот живот, заради храбрите одлуки кои што беа донесени и беа решени спорови. Бугарија спорот беше решен 2017, но првите фази на разговорите и имплементацијата стигна оваа година, па покажавме раст на трговијата од 10 до 12%. Преспанскиот договор е нешто кое што представува одличен урнек или модел за решавање на сличен вид на проблеми на секаде во светот, заради тоа што изнајдовме концепт или модел како да се изнајде решение на идентитетски прашања, меѓусебно да се испризнаеме, географска дистинција да направиме преку новото име на нашата земја, но на начин на градење пријателство. Да стекнеме еден нов пријател, нашиот јужен сосед. И верувам дека имаме фер и праведен договор. Иако некој вика тоа ќе смени идентитет, ќе смени името, не е точно. Македонија ние остануваме. Факт е дека сме северниот дел од целиот регион и имаме конечно прифатен и признаен наш македонски јазик, да како дел од групата на словенски јазици, правото на самоопределување никој повеќе не ни го спори, а беше оспорувано во минатото, дури и меѓународните организации како Грција, како Европската унија заради Грција го користија вашето име, вашиот народ, вашиот јазик, не го употребуваа.
такви меѓународни организации, конечно тоа е надминато. И конечно добиваме држава кој што никој не оспорува, признаена од сите, со јазик и народ кој што никој не го оспорува. Тоа е вековна придобивка на нашите генерации за кои што се бореле многу наши предци во минатото да го постигнеме, а при тоа ги отвараме вратите на НАТО и на Европската унија. Благодарен сум што имавме партнер од другата страна, од грчка страна, кој што исто така верува дека е тоа добро за Грција и е добро за Грција, како што е добро и за нас, но и трета да обезбедуваме стварно траен мир, стабилност и сигурност, гледаме Косово се решава, никој не сака повторно мировни договори во Македонија. И требаат вакви договори на пријателство кои што отварат само перспективи. Така, тоа го земате како тоа е за мене најголемиот настан, паметите. што ќе ја паметам Да, тука вака Македонија. само едно блиц прашање од позицијата на која што се наоѓате. Какво ви е чувството? Колку доле обичниот народ го разбира ова што го зборувате и ова што е ваша заложба? Многу мал процент за жал се уште го разбира народот тоа што е постигнато. Како исчекор меѓународно опатената политика го разбра, го поздрави целиот свет. Не случајно го поздрави целиот свет. Светот ќе живее и без нас и без решено вакво прашање. Да, но овој народ ве бира и ве гласа. Така е. И сега? И целиот овој народ, ако во почетокот само 17% даваше подршка, преку 5-6% беа резервирани, а поголем процент беа негативни, ние донесовме одлука. Денеска 70% дават подршка на анкетите, заради тоа што знаат дека друга алтернатива нема. Ниту пак некој ја нуди. 27 години од независноста до сега видовме дека стапкаме во место. Нема прогрес, се испразни Македонија. Ни бегат луѓето. Не само посиромашните, и побогатите бегат заради немање на перспектива. Ако сакаме да го јакнеме нашиот идентитет, нашата посебност, нашата култура, разноликост, мултикултурализам кој што го имаме, мораме да бидеме интегрирани заедно со другите нации, а не вака изолирани како што бевме до сега. И тие одлуки дополнително ќе дадат огромни резултати и верувам дека граѓаните кои што не се должни да знаат се, бенефитите, ловориките доправа ќе ги почувствуваат во периодот кој што доаѓа. Тоа не зборувам за после 10-20 години, зборувам за месеци, откако и во Грција ќе биде ратификуван договорот, ќе бидат само предности. Еве досега првите 10 месеци од годината, од кои што првите 6 немаше договор со Грција, само беше во најава дека може да се случи. Од 1 јануари до крајот на октомври трговијата помеѓу Македонија и Грција е зголемена за 18,7%, во евра изразена како трговија. Во долари повеќе од 27,8% е тоа. Значи, тука има бенефити повеќе за двете страни. Има нови работни места, има профити за многу компании и слично, тоа се и бруто домашен крупни, производ за нас. Крупни нешта кои ги издвоивте како нешта по кои ќе ја Но паметите се радувам и на годината. слободата, на демократијата. Таа ме кошта, многу напади имаме. Од медиуми кои што биле на време проопозициони, ја разбирале опозицијата додека јас бев шеф на опозицијата, сега тепат и така како еден дел вашиот медиуми и други медиуми. Ама тоа е слободата. Тоа е демократија. Добро, тогаш Никој од политичарите капата нема да му падне у главата, ако критичката јавност, истражувачкото новинарство и она што значи интерес на граѓаните, застапување на интересот на граѓаните преку медиумите, не се исполнува, тогаш не ни чини државата. Медиумите веќе тоа го исполнуваат. Тоа е само придобивка за граѓаните. Заради транспарентноста, заради слободата, заради демократијата. Ке кажам еден параметар, го спомнувам 2-3 пати, 100 милиони евра имаме заштедено пари само од јавните набавки. И тоа што е мерливо, само ако правите споредба на цените, по кој се работело и по кој се работи. Тие пари остануваат овде за квалитетен живот на граѓаните, така да придобивки има многу и дополнително ќе има плодови за сите граѓани. Добро, тогаш е многу логично и да прашам кое беше тогаш најголемото разочарување? Јас многу малку мислам на разочарувањето, сум среќен човек. Разочарувањето ми е понекогаш, може и прв пат ќе зборувам за тоа, кога моите луѓе околу мене, на кои што сум дал задача и доверба, забораваат како беше и во што верувавме и некој од нив заборавиле. Или понесле до сега одговорност, или ќе понесат и понатаму, затоа што ние сме тука да им служиме на граѓаните. Ова е голема чест што сме ја добиле. Нашата земја ни ја дала. Како реагирате кога некој ќе ве разочара? Сакам да ги слушнам аргументите на секој, сакам длабински и да допроверам за таа работа. Не сум човек што лесно се откажува од луѓето. Малку сме луѓето и треба да веруваме и во нивните квалитети и во позитивниот аспект.
Но кога ги гледате дека е помината црвената линија, едноставно не се карате, ништо, ни па правите не знам што, се заблагодарувате и треба да го замените таквиот човек. Затоа што секој ден е важен за граѓаните. Да не зборувам секој месец и секоја година. Затоа што ако ние добро им служиме на граѓаните, тогаш тие ќе бидат со право задоволни. Ако не им служиме, тие ќе бидат разочарани. Ако бидат разочарани, да, ќе не сменат, но не може да вратат времето граѓаните. Така да шансата која што ја имаме добиена, секој до смрт ќе си носи во своето CV дека бил тоа и тоа, дека така од граѓаните добил чест. Треба да го искористиме и да работиме. Ако ни е тешко, честно е да се повлечиме. Има и втора и трета функција. Тука горчина ми се Вашите појавува одлуки понекогаш. сте свесен дека не може да ги направат сите луѓе среќни. Може и да ги разочараат. Во крајот на годината секако ги одбележа неколку важни работи на кои што јавноста делуваше како разочарана и го покажа своето разочарување. Дел од тие одлуки се одлуките за амнестија, промените во кривичниот законник, па ќе ви кажат дека и СЈО ги ставивте во торба, и шарените, и партијата, и поддржувачите. Прескапа ли е цената на овие одлуки? Од овие субјекти што ги спомнавте е навистина андепенденс, независен. Специјалното јавно обвинителство, колку и да јас апелирав дека не треба да има притвори или слично, заради тоа што се боревме за овие долготрајни притвори кои што беа по 100, по 200, по 300 дена некаде, сепак специјалното јавно обвинителство носеше одлуки за барање притвора, судот тоа го потврдуваше. Јас, мојот став од почеток до крај е конзистентен. Прибе пишуваше во извештаите дека притворите треба да бидат само кога се насушна потреба. Но тие терат својата работа и до крај ги терат своите процеси. Сето она кое што сме го донеле досега како одлуки, како политичари, не влијае на судскиот процес. На СЈО-то тоа што го работи и апсолутно тоа времето ќе го покаже. Но помирувањето мораме во Македонија да го поставиме. Премногу се делбите, закрвавеноста помеѓу нас, левицата и десницата, ВМРО и СДСМ, па некаде дури и етнички се уште обстојува тоа. Тоа е цената која ја плаќате, Тоа знаете. мораме да го надминеме. Цена плаќаме за договорот од Преспа. За уставните амандмани тоа е имплементација на договорот од Преспа, помирувањето и се. Но ако добие Македонија, зарем е важно што некој политичар ќе плати некоја политичка цена. Ова не го зборувам, јас сум некоја политичка камиказа или не знам каква жртва. Јас верувам со секој ова од одлуките која што ја носам заедно прво со владата, после и парламентот дава или не дава поддршка, дава парламентот генерално поддршка на овие процеси, заради тоа што низ интерактивноста сите свативме дека сега кога се работи за нашите стратешки цели, НАТО и Европската унија, е вистински момент да направиме помирување. А при тоа лесно да разграничиме и јасно да разграничиме што значи одговорноста или пеналењето на системот на пеналење, казнувањето, за да не се повтори повеќе. Така да и законот за амнестија јасно разграничи што е учество во насилство, во организирање или осмислување на овие громорозни настани, од кои што сите се срамиме на 27 април што се случија, но таму има и реално луѓе кои што не се терористи, што организирање на уставен поредок. Влегле внатре, не знам, пееле, се движеле, не направиле никакво насилство. Правичноста мора на некој начин секоја институција своевидно да ја толкува и да ја носи. Судот си има право на пресуди, обвинителите на обвиненија, парламентот на закони. И при тоа, мислам дека јасно разграничивме. Да, кога парламентот носи одлуки, тука политичарите носат одлуки, јас го отворив процесот и ако има политичка вина и политички последици ќе биде врз мене. Јас ја номинирав и тогаш кога го отворив процесот на можната политичка одговорност. Ако има, сум спремен да ја поднесам. Но ако ми се спријателат граѓаните во Македонија, ако подадат рак и понатаму продолжат тоа што е опозиција, да биде конструктивно критички дел на јавноста, тоа што е власт, да биде одговорна и едната и другата страна се менуваат, како и да подадеме рак. Многу е. Кој е рецептот, вака како карактер на Заев, рецепт за чување мир во куќа? Мир во куќа па и дома, и во партија, и во владата. Носите одлуки кои што не им се допаѓаат на сите. Значи, компромиси мора да се прават. Животот е компромиси. И дома го правиме, и со децата, и со брачните другари. Затоа прашав. На работа го правиме. Кој е рецептот, вашиот рецепт за мир во Некој куќа? вика, јас сум последен дома и кажувам срце, како ќе кажеш ти. Така да жената е стари последна. Се шалам.
Но во секој случај компромис се постига и дома. Дома разговараме за еднината на децата, за семејниот буџет, за што да се направи околу планирањето на еднината на семејството, и тука паѓаат компромиси, заедница. Македонија е исто така поголема само заедница. Компромиси мора да прави. Јас сум многу среќен кога низ диалог со опозицијата наоѓаме решение. Тогаш тоа му дава шанса на иднината во делот на имплементацијата на тоа решение. Дали се законските решенија, дали се некои политички одлуки. Секој пат жалам кога не се наоѓа решение и треба низ времето да покажеме кој е во право. Но треба да се трудиме низ компромиси да изнаоѓаме решение. Само компромисите може да донесат добро на државата. Цел свет низ компромиси се движал напред. Македонија од самостојноста низ компромиси обстојувала, менувала и порано устав. Еве, а жива и здрава и тера напред. И сме земја. Многу народи немаат земји, немаат свое тло, не се признаени, не постојат. Имаме земја, наша грудка парче земја, која што веќе никој не го оспорува. И тука низ компромис тоа го направивме. И направивме компромис со Бугарија. Направивме со Грција. Со Албанија имаме одлична соработка, со Србија имаме супер соработка. Со Косово исто така, со нашите соседи. Целиот свет зборува со ловорики за Македонија. И за Грција секако, како и за Бугарија, заради тоа што покажавме европски манири. Манири на 21. век, кои што градат пријателство, не кавки. Затоа што живееме во 21. век. Зарем дома ќе оставиме да немаме компромиси. Дома мораме да се помириме. Дома мораме да подадеме рака. Јас верувам во тоа. Не знам која е на крајот политичката сцена. На крајот треба да знаат сите институциите носат одлуки. Имаме закони кои што се гласат, викате бе некој од власта не гласаше од претеничкото мнозинство. Океј, не гласал, не е крај на светот. Такво мислење има човекот. Знаете за господинот Ферит Мухич имаше дебата, ваква, онаква. На крајот тој си донесе своји одлуки при финалното гласање на уставните промени. И слично. Тоа е демократијата. Тоа е убавината. Дури кога создавале Сократ и Аристотел, така пишувајќи ја, гледаат тројца луѓе поднапиени и бе вика, бе, ние сме двајца, овие тројцата ќе не победат. Тоа е демократија. Мнозинството одлучува, но ако може низ договор тоа да се прави, тоа има иднина. И затоа низ диалог, низ компромиси, низ подавање рак, низ простување, низ помирување, мораме да се ја сплотиме. Колку вака денес кога ќе се погледнете во огледало што се вели, гледате поинаков Заев од тоа пред да биде премиер и сега откако сте премиер? Јас се сметам за едноставен. Сметате дека сте останат ист? Ист едноставен. Некогаш ми кажува дека тоа е слабост во политиката, дека сум премногу отворен, транспарентен, некои викат премногу си не знам, реален, не треба така, стратегии мора, некој вика дури наивен и слично. Јас знам дека треба да бидам истиот. Затоа што само ако сум истиот, веројатно ќе им вредам на луѓето. Ако тоа е променето, тогаш е извитоперено, нешто друго е. И некогаш тоа чини политичка цена. Велат дека 80% од народот во Македонија го има мобилниот телефон на Зоран Заев и може секој да му напише порака и да му се обрати и Заев да му врати, нели? И враќате на пораки. Одговарам на сите граѓани. Така, имате набиена агенда, претпоставувам, секојдневна, и ако сте тука, и ако не сте тука, од каде енергијата на крај? Има една убавина, се вика смарт, на телефоните. И играта со зборовите, кога пишете првата, втората бука, го дава збор. И некој пат ја дава реченицата. И тоа ми дава можност да одговарам огромен број на пораки. Секако се јавам и на телефони. Измеѓу состаноците обично одговарам. Пред се крупните работи за државата, некаде се очекуваат од мене политички одлуки, И тоа го насоки спомна во и слично. контекст на тоа дека ете сето тоа црпи енергија, го троши времето, го троши денот, го троши човекот. Прашањето ми беше од каде црпите енергија? Само ќе ви кажам, веројатно од честа која што ми е дадена за овој период од 4 години, да служам на државата и желбата да оставам нешто за мојот народ, за нашиот народ, за нашата земја. Но човек и се троши. Па веројатно во политиката не може да се жалите, ако е тешко ќе си даете оставка, ќе се истепат кој да ви ја земе функцијата и готово, тоа е барем лесно. Така да немате право да се жалите. Кога завршува денот обично околу полнок, дока 2-3 сабајле ги одговарам пораките, оти кога станувам сабајлето во 7:30, веќе има 2-300 нови пораки. И пресијата и притисокот да дадете одговор е сериозно трошење, сигурно, но е решение за многу луѓе. Некој пат самиот мој одговор, насока или форвардирање на одреден министер, на директор за решавање е решение за некое семејство. Готово, излегол од бездната, од нерешливоста на проблемот. Тоа е голема работа. Верувам дека секој мал проблем е важен и треба да го решаваме. И јас одговарам на сите. Некогаш имам пораки кои што доволно е да ги прочитам.
но 95% добиваат повратен одговор граѓаните. Некој пат само ме информираат граѓаните, но тоа ме прави прво упатен. Знам каде што се случува, каде има слабости, каде има предности. Ова е чувството кое добиват и пореки на благодарност. Обичен човек сум, се радувам, тоа дава сила, енергија. И на крајот доаѓа недела. И недела земам мотор и бегам во планина и таму сум сам со кацигата, нема друг, оти кога сте дома. Јас живеам во заедница со мајка ми и со татко ми. И кај мајка ми има ургенции, и таа ме чека да си дојдам. И таа со листата. Со листата, па и татко ми, па и сопругата, па некој пат и децата ми се поголеми веќе имат. Ама кога сум со моторот во планината обично, тука си сам со себе и тоа ми прави еден речарч. Полнење на батеријата и во понеделник веќе ја влегувате така одморен, силен и слично. И продолжува. Тоа отприлика моето секојдневие, но навистина се радувам на големите исчекори кои што се направени. Многу имам надеж во економијата. Верувам дека ќе постигнеме резултати. Овде нема да имам никакви резерви за секој што ќе има и мала задршка на неработење, заради тоа што ставам на карта се економски резултати да испорачаме на граѓаните. Затоа што со економски резултати верувам дека и другиот дел од реформите во државата ќе успеат. Не зборувам за ЕУ реформите. Здравство, образование, каде што е темелот, подлогата на еднината на државата. Секако и на платите, и на вработливоста на граѓаните, работните места, нови по опцијата за избор на работни места и слично, кој што се сериозен предизвик, но знам точно се што треба да направиме, дефинирано е на економски совет и ќе одиме како подноти и резултати мора да се покажат. Кажа се дека недела е денот што најмногу си го сакате веројатно, затоа што сте и сам со себе и имате активност која што многу ја сакате, добра екипа сте, 15 на луѓе, може да ве видат некаде во Струмичко по планините како се релаксирате. Можете ли да ми одговорите на прашањето што ве прави среќен, а да не ја споменувате политиката? Еве јас само ќе ја кажам недела. На 2-3 недели одам на црква во манастирот во Доче. Јас сум верник човек, малку за левичар, не знам типично, атипично или слично. Но сестрите и владиката во манастирот во Водоча, на 40 минутна литургија, дават исто така добар спокој и после околу 10 саат на моторите пред бензинската се чекаме и заминуваме по полето и низ планините. Се враќаме некаде попладне, тука е семејството. Или сабота сум со нив, или недела. Јас недела вечерта или понеделник са бајле рано во 6, заминувам за Скопје и живеам сам во премиерската вила овде. Си доаѓам вечерта во 12, одговарам на пораките, вечерам, туширање и спиење, са бајле од 7:30, стануваме до кај 8:30 веќе на работа и децата ми живеат и учат во Струмица, супругата живее и работи во Струмица. Тоа нема да се промени? Нема да се промени. Сакам да покажам на сите дека да се биде вака на висока функција, не мора да се биде само од Скопје. Може некој да биде од внатрешност. И ве функционира. Тоа го провери веројатно кога бев градоначалник и председател на најголемата опозициона партија. Видов дека е возможно и функционира. Фала на семејството што имат разбирање за мене. Кога треба да дојдеме на дипломатски активности, на некој театар и слично, сопругата е тука, некои хуманитарни активности се појавиме, имат разбирање за мене. Некогаш и децата се вклучуваат со мене, со се. Верувам дека имам скромни, едноставни деца кои што не ги удрила функцијата на татко им во главата. Како ги воспитувате децата? Што се едноставни, ми помагаат многу и мајка ми и татко ми, тие живеат со нив и јас заедно со нив. Знаат дека ова е менливо, ова е берберско столче на кое што е таткото. На крајот се враќам дома и сите треба да бидеме едноставни, другари со другарите, обични со обичните луѓе и никако поинако. И сум многу радосен заради тоа што е така. Секако живеам со брат ми, со снајата, со внуците, со братучедите, со нивните деца. Трите кукини се во еден двор. Тука е како детска градинка, у сабота поручек обично играме фудбал, се бориме во тревата, мали се внучињата од братучедите и слично, како секое нормално семејство, веројатно. Претпоставам дека околу себе имате луѓе кои што се искрени, кои што ви мислат добро. Такви сакаме сите да имаме околу себе, нели, за да имаме допир со реалноста, што се вели. Но што е она на кое што тие најблиските до вас најчесто ви замеруваат? Ми замеруваат заради тоа што реков сум некогаш претранспарентен, премногу пренесувам доверба на некои луѓе, дека не треба толку да им верувам на луѓето, треба да оставам резерва. Ама животот ме научи, ако си половичен во довербата, не може да очекуваш и резултат. И некогаш ќе те скине, ќе те изгори таа пренесена доверба. Но така и во животот, еве,
Сите ако согледаме, кога на пријател ќе му дадеш преголема доверба и ќе те изневери, боли тоа. Така и во работата, така и во политиката. Значи, но неносењето одлука и непренесувањето доверба е уште поголема слабост, отколку некој пати да погрешите во таа доверба. Ако знаете да коригирате грешката, ако тоа е поправливо, не е толку зијан и да се даде доверба до крај. Ја пренесувам довербата, ми замеруваат ужото раководство на Социјалдемократскиот сојуз, дека не треба толку, треба да внимаваме, важен е рейтингот на партијата, голем дел од нив викат сега е време за избори, ние добро стоиме, дај да одиме, викам нели не се беше боревме против тоа, не треба така, нели за државата сме. На крајот, ако сме реално добри, ќе одработиме 2 години, па народ ќе не подржи. Ако не сме, веројатно ќе има подобри, па тогаш што е добро за Македонија? Здраво е партиите да заминуваат и во опозиција, да се менуваат властите. Тоа е најдобро за државата и за народот. И веројатно таквиот однос прво ме држи човечен, после тоа се научија и другарите околу мене, политичките другари од партијата, дека треба да им служиме на граѓаните. Треба да пренесуваме доверба, треба да веруваме некој пат, дури и кога не е баш за верување, за да можеме да носиме одлуки, да правиме храбри чекори и така натаму и така натаму. При тоа се прават и грешки и добиваме критики, тие пусти болат. Па кога од некој кој те подржувал, кине тоа целото. Ама при тоа еден дел од луѓето кои што се бореа против режимот, ние се залагавме за да падне тој хибриден режим во Македонија. Тука беа многу граѓански организации, тука беа многу интелектуалци, експерти и на крајот се изборевме и сега ние формиравме влада. Разликата е што веројатно сме со исти размислувања, само ние имаме и одговорност пусто сега од владата. И мораме да носиме одлуки заради одговорноста што ја имаме. Ние можеме да бидеме популисти. Тоа сме го виделе, сите можеле. Можеме да бидеме. Можеме да живееме и да викаме проклети наши јужни соседи, глеј што ни прават, пак не блокираат, да се билдаме во градите колку сме тоа ние патриоти или слично. Ама што? Добива Македонија тоа. Ке тапкаме во место, ништо нема се движи или слично. Го кажувам како еклатантен пример. Верувам дека времето е за храбри одлуки, за носење и презимање на чекори, за да може да очекуваат нешто граѓаните подобро. Вие памтите и простувате или само простувате? Кога простувате? Ако простувате, што ќе памтите? Нема време во животот ем за лошо, ем за добро. За едното има. Па треба да изберате. Ке се натрупате негативна енергија и сам ке се изуништите внатрешно, ако сакате да вратите, ако нешто памтите, па ке види он после некој време, што? Нема време за тоа. Никаде сме На крајот викаме, и религијата така не учи. Така е. Врати со леп, нека е другиот со камен, па Господ едно здравје да И пак врати, со леп. нема друго. Така е. Никаде сме на крајот, нормално еве, повторно да нагласиме на неколку часа пред да дојде новата година. Нормално е да си го поставиме прашањето едни на други, па така и јас вам да ви го поставам. Тоа е неостварената желба во 2018, која била и она која што си ја посакувате најмногу за 2019. Прво, како и секој нормален човек, да ми е живо и здраво семејството и сите наши граѓани. Неостварената желба од делот на професионалниот аспект е економските успеси и резултати. Јас сум економист човек, јас дојдов да водам економска влада, која што за жал затекна в земја во сериозни проблеми, финансиска руина, закочена и застаната во сите глобални процеси и слично, ама еве не на повидок излеговме. Од сите овие закочени глобални процеси, финансиски стабилна земјата, исплатени многу долгови кои што беа заостанати и сега останува засукување на ракавите и втурнување во тие економски процеси. Мојата желба е економски резултат 2019 година. Само така најдобро ќе им служам на граѓаните за тоа што постојам и верувам за таа функција која што имам и верувам дека ќе испорачаме резултат. Некои викат, еве те пак истиот, полагаш надеж тука, се и ако не биде резултат што ви. Па ако не ставиме некоја цел, како ќе ја постигнеме таа цел? Тоа е мојата желба. Македонија да осети економска благосостојба. Да веруваат граѓаните дека, фала Богу, тргнаа на економски план работите. Од и овие крупни работи што ги носиме, тоа што најмалку разбираат граѓаните и ни даваат доверба, велат, ај белким ќе е заарно економски да проживееме подобро. Тоа што го очекуваат граѓаните. И реално, кога ги носев одлуките, да направам компромис,
да постигнам договор, беше дека ќе дојде тоа бенефит економски за мојот народ, за моите сограѓани. Подобра благосостојба, отидоа земјите напред. После бивша Југославија чекавме сите да бидеме рамо до рамо со западниот свет. Еве колку сме далеко. Сите бегаме сега кон Европа. Дај да донесеме таа Европа тука. Имаме работлив народ, имаме наши ресурси, одлична географска положба, наши потенцијали. Можеме тоа да го направиме. Некој може да ме нарече наивен, не знам што. Верувам до небото во тоа. И верувам дека ако се подсредиме, секој си ги вршиме своите работи. И помалку кукаме и се жалиме. Може да постигнеме Можеме да резултат. постигнеме. Така, И да препорачаме и на граѓаните. Тоа така е, кај мене и дава резултат. Може ќе даде и кај другите. Во секој дневието, секој ден. Фатете си една точка срекна и радувајте и се на неа. Абстрахирајте ги лошите работи. Оти човек како е оптимист и среќен, тој движи, тој е продуктивен, тој носи резултат. Сакам сите околу мене да работат, да им служат барем тие 8 сати за кои што сме платени. Но сакам и граѓаните да работат како бизнисмени и да споделат со работниците. Ама сакам и работниците 8 сата да си ги сработат. Сакам нашата јавна администрација да не се плаши и да носи одлуки, и да седи и да решава предмети. Затоа што секој таму предмет што чека е проблем на некое семејство. Да го решиме. Ако сите си ја завршиме својот дел од работата, ќе не ја биде Македонија. Уверен сум во тоа. Да не се плашат граѓаните, ништо не сме изгубиле. Само сме добиле. Иднина добивме, перспективи добивме. И да останеме срекни, секако здрави и живи сите, но и срекни, продуктивни, преокупирани со она што значи секојдневието покрај работата и со своето семејство и со своите пријатели, за да можеме и да ја живееме годината што доаѓа. Така. Еве, на неколку часа е пред нас, треба да и се радуваме. И декемвриската плата заврши кај семејства на кои што им се потребни средства, премиерската декемвриска плата. Добро, овие денови пред големите празници и католички и православни кои што доаѓаат после новата година и самата новогодишна ноќ изискува потреба кај многу семејства. Солидарниот аспект бил секогаш присутен и како градоначалник и деловен човек и сега. Платите одат кај граѓаните. Затоа што јас доаѓам од богато семејство, не сум овде за платата. Драго ми што имам и такви вице-премиери и други министри. Кога ќе помогнете на некое семејство и кога ќе видите таа звездичката во очите на среќа, дека е решена работа, вклучена е струјата. Денеска имат луѓе струја и ќе ја чекат нова година. Некој ќе има и трпеза за таа нова година. И тоа е исполнувањето. Знаете како, кога зборев со бизнисмените, нели сега ќе почне од утре праведното доначување. И малку зафаќаме повеќе од побогатите. Ама ако имаме планиран приход од 25 милиони, 35 милиони ставаме на социјалните помошти. Да ги изголемиме 73 Да се насочат каде што се потребни, така. Ти кога ги прашаме, добро, кога доаѓаат од Источна Македонија у Скопје, ви смета тоа дечињата што просат на автокоманда? Сметат. Ти дечињата што спијат под мостовите сметат? Дај да ги решиме. Оти не е само да му дадеш социјална помош. Мораш на родителот на тоа дете да му најдеш работа. Мораш дом, Така, кров над глава да му подолгорочно, најдеш. јасно. Државата мора таа работа да ја заврши. Верувам дека 2019 година ќе биде година на економија, но ќе биде година на солидарност, ќе биде година на интеграциите. 2018 година ние ќе добиеме прв потпишан протокол од Грција. Земјата која што не кочеше. Тоа значи автоматски наше столче во НАТО, па дигање на нашето знаме во НАТО, на најразвиените земји, на најмокниот сојуз во светот. Нашата мала Македонија, рамо до рамо со Америка. И ќе јакнеме нашиот идентитет и нашата култура и нашата посебност. Афирмацијата наша ќе ја зајакнеме. Па ако даде Господ се да биде дел со реформите како што треба. Во јуни ќе добиеме поглавја да отвориме. Со секое поглавје доаѓаат кохезиони фондови, другите фондови на Европската унија. Тоа се екстра пари во Македонија. Се распределуваат по граѓаните, доаѓаат вака или онака. Ќе го јакне стандардот. Тоа е медениот месец за нас, затоа што кога преговарате со поглавјата, немате се уште обврски према Европската унија, имате само бенефиции. Се додека не станете членка. Од Европа ќе не пушти внатре, кога ќе ни го дигне стандардот генерално со нашите работи, со нашите раци сигурно. Тоа е убаво време за Македонија. Да и се радуваме. Животот носи и подеми и падови. Но да им се радуваме на убавите нешта. Така, вашите желби се големи. Главно ги свртавте сите во политичка смисла. Јас можам на крајот да прашам, можеби приватно, која ви е приватно која ќе ви биде најголемата желба за оваа 2019 и на крајот каде одиме за неколку часа, новата година премиерот ја пречекува каде? Дома со семејството. Веројатно како што реков, едно печено пиле да спремам.
сопругата, ќе си седеме сами, децата сигурно ќе одат со друштво, некој од брат ми, братучедите, ако дојдат до вечер дома заедно, ќе го дочекаме да се честитаме. Веројатно ќе се напијам повеќе винце. Вино обожавам да пијам, македонско вино, и утре ќе спијам до крај, додека сам не станам. Тоа ми е важно. Мојата среќа и желба е како на секој нормален човек, семејството да ми е живо и здраво, да бидат срекни, да бидат успешни. Како пример, сакам државата да ни е жива и здрава, граѓаните да бидат срекни и успешни, да бидат со озарени лица. Тоа е годината која што ја очекуваме дека ќе го оствари тоа. Се надевам дека ќе имаме успеси заеднички сите ние. Секој ќе завршува својот дел, но на крајот еве како човек здравје и среќа посакувам на мене и на моите, па и на сите граѓани на Македонија. И јас ви посакувам и среќна нова и убави празници. Истото им го посакуваме и на нашите гледачи. Ви благодарам за ова гостување. Се надевам дека наскоро во некоја следна прилика ќе можеме некои работи што сега не ги кажавме да ги кажеме и да искористиме прилика повторно да се дружиме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас сите што ќе останат дома како мене им посакувам убаво да си поминат, да се ја дочекат новата година, тие што ќе одат сега да прославуваат, секако да бидат срекни, да ги остават проблемите малку на страна, да уживаат во дочекот на новата година, затоа што преку нашето уживање во тој дочек, така ќе ни биде и срекна годината која што доаѓа. Им посакам на сите, ја користам приликата да им посакам на сите граѓани во Република Македонија срекна нова 2019 година, да им посакам лична среќа, здравје, успех, како и успех на професионален план. Така, ви благодарам уште еднаш. Вам почитувани на вниманието и ви посакувам среќна нова и среќни празници. Довидување.